полицейскиот Black Hawk, кој што моментално действува на пожарот во атарот на селото Брезници и Тажево. Пожар кој што запаќа голема површина и е многу тежок за гасење. Проблемот е во тоа што мора да се сипне на пониска надморска височина, да полета да се искачи горе на повеќе од 1400 метри, да ја истори водата и пак да се врати. Благодарност за храбрите пилоти од Чешка. Инаку денес на територијата на државата активни се 5 пожари. Покрај овој пожар на територијата на општина Македонски Брод во аторот на селата Тажево и Брезница со крак кон Јасен, но нагласувам ловиштето Јасен не е зафатено од пожар. Вработените во Јасен не дозволија на пожарот да навлезе на територијата на ловиштето Јасен. Покрај овој пожар го имаме и пожарот на Илинска планина, кој што исто така се одвива неколку дена и исклучително тежок за гасење затоа што зафаќа голема површина и создава црн и темен чад кој што ја отежнува работата на воздухопловите. Третиот пожар кој што за жал е активен во овој момент е пожарот кој што започна кај охридското село Косел, кој што се движи нагоре по планината и во кој што имаме концентрирано повеќе сили рано утро. Благодарност до локалната самоуправа, благодарност до градот Охрид, кои што дават се од себе со поддршка на локалните пожарникари и местно население со поддршка на останати сили да го стават овој пожар по целосна контрола, потоа и да го изгаснат. За жал, пожарот кој што вчера избувна во аторот на Богданци, општина Богданци, отиде кон ветерниците, се е уште активен. Рано утрово таму упативме хеликоптери, но истите поради силниот ветер не беа во состојба да действуваат. Пожарот на територијата на општина Провиштип во аторот на село Зелени град се уште активен, иако можам да кажам дека веќе е под делумна контрола. За жал во попладневните часови секогаш се разгорува, но слободно можам да кажам дека воопшто не ја загрозува Пониква и викет населбата кој што се наоѓа на Пониква, едноставно нема да дозволиме да се развива во таа насока. За жал дождот многу малку ни помогна, на неколку критични места каде што имаме пожари не падна ниту капка дожд. Во овој момент на територијата на државата имаме 4 пожари под контрола: општина Кочани Пресека, општина Свети Николи село Патетино, општина Пласница село Латово, општина Македонски Брод село Дулица. Во текот на вчерашниот ден храбрите пожарникари заедно со поддршка на сите останати сили изгаснаа 33 пожари на територијата на државата. Општина Битола 1, општина Битола 2 ке село Породин, првиот е ке село Стрежево, во Кичево село Црвевци, Кичево село Премка, Кичево во близина на касарната, општина Зелениково кај Смесници и Страхојадица, општина Чучер Сандево кај местноста наречена Голиово, општина Студеничани ке село Вратекица, општина Ларчиново ке село Мојанци, Ѓорче Петров ке село Волково, Провиштип ке село Долно Барбарево, општина Ново село кај село Бадилен, уште еден пожар ке Ново село, село Самуилово исто така изгаснат, општина Струмица, уште еден пожар ке село Просениково, гореше Сува Трева изгаснат, повторно општина Струмица, индустријска зона Север Струмица, општина Дојран ке Стар Доријан, повторно чадење во депонијата и активност на пожарникарите, општина Босилово кај село Босилово, каде што гореше депонија и Сува Трева, општина Пекчево село Негрево, општина Кратово село Татумир, општина Лозово село Сарамзалино, општина Радовиш населба Дамјан, општина Куманово село Пчиња, општина Липково село Ваксинце, општина Старо Нагоричане село Жеглање, општина Долнени село Лажани, општина Гостивар село Печково, општина Гостивар втор пожар од стража кон Гостивар, општина Тетово кон село Фалише, Македонски Брод кон село Грешница, во Струга имавме дури 4 пожари, село Татеши, село Пелешта, Капишта, село Заграчани. Додека ги набројував овие пожари, хеликоптерот дојде уште еднаш. 33 пожари се изгаснати во текот на вчерашниот ден. Голема благодарност уште еднаш до сите храбри пожарникари и до сите
сите лица кои што учествуваат во обяснењето на овие пожари. Особено голема благодарност до храбрите пилоти и нашите домашни македонски од армијата, од полицијата, од дирекцијата за заштита и спасување и посебно до странските пилоти кои што помагаат во овие за нас тешки мигови. Со европскиот механизам во овој момент на нашата територија има еден српски хеликоптер, еден чешки, еден словенечки, два од Унгарија, како и два трактори од Шведска и два трактори од Германија. Воедно овде си 46 лица тим од Унгарија со специјални теренски возила. Во овој момент на територијата на државата имаме вкупно 102 лица, вклучително пилоти, воздухопловни посади и тимот од земја. Благодарност уште еднаш до нивните држави, до нивните влади, до нивните народи. Со повеќе информации откако ќе има промена.